Ни следува една навистина креативна, визуелна, интересна приказна, нешто што сигурно ќе ви го привлече вниманието и посебно помладите ќе бидат заинтересирани, но и повозрастните малку зачудени, така ли? Така што сите љубители на поп културата и фантазијата ќе уживаат во следните неколку минути во нашата утриска. Со нас во студиото е Ива Стојчевска, инаку косплей артистка која повеќе од една деценија е активна и во овој тип на уметност. Ива, добро утро за тебе, како што можете да видите, Ива денес е облечена во еден од нејзините омилени костими. За каков костим станува зборко? Ива, веднаш, тука да ни разјасниш. Да сме шокирани, верувам и гледачите, нормално, позитивно и креативно изненадени. Навистина има убава приказна која што ќе споделиме заедно. Прво, ајде да ни го објасниш костумот. Прво, добро утро. Добро утро. Многу ви благодарам што ме викнавте во емисијава. Костимов, сега можеби не е најумерен, ова е најудобен за седење моментално. Затоа облечена сум во карактер од играта World of Warcraft, Sally Whiteman се вика карактерот, но интересното е што не е оригиналниот дизајн, тука е дизајниран од посебен артист од Америка што прави специјални негови дизајни на карактери од видеоигри. Сега, ајде прво малку за косплей, да објасниме што е косплей, убаво и на сите оние кои што можеби слушнале, не слушнале, нели, да доловиме за оваа култура, ова движење, ова надпреварување и се во едно што го поврзува косплей. Косплей ствари доаѓа, еве кратко да кажам, од костум плей е измислен зборот. Битно е да се многу луѓе, како и јас исто, сме имале омилени карактери од видеоигри, од стрипови, од аниме и сме сакале да бидеме и да изгледаме како нив. И така почнала идејата за луѓето да се облекуваат во тие карактери и нормално уште од многу одамна немало каде да се купи, сега нормално има каде да се купи изработени веќе готови и почнале да бидат луѓето се повеќе креативни и сами си создавале своји костими и си ги исполнувале желбите да си бидат своите омилени карактери. Пред да започне самото интервју, поразговарав со Ива, во 80-тите години некаде зема замав оваа култура, така? 80-тите години од минатиот век. Да, во 80-тите во Јапонија и во Америка, мислам, костимите се веќе почнале да ги изработуваат уште многу поодамна, но веќе кога станува збор за да се оформи целата култура на косплей, почнува во 80-тите години. И највеќе зема замав во Америка и во Јапонија. Добра. Ова слика која што ја гледат во моментот, нека ја запазат, затоа што ќе зборуваме ова е за едно интересно надпреварување и успех на кој што се врати нели една од надпреварувачките од косплей, но ќе стигнеме до таму чисто за гледачите за внимание во овие колаж фотографии кои што ги гледаме додека се зборуваме. Добро, од каде љубовта, кога почнува љубовта кон косплејот, љубовта да носиш вакви костими, љубовта да изработуваш, од каде желбата, нели сето тоа да се прави? Да осознаеш дека имаш дарба, нели сепак треба и дарба да се изработува, не е само да се носи. Па и не е лесно да се изработат овие костими. Па и да се носи. Треба време, нормално. Порано 1 април ми беше омилен ден од годината, уште од мало дете. И ми беше желба цело време да се облакам во костими. Моите цело време ми правеа рачно костими, ретко ми купуваа. Тоа беше уште поинтересно, затоа што мене повеќе ми исполнуваше тоа да земе мајка ми или татко ми да ми изработува некој костим за 1 април. Во 2013 се решив дека сакам јас да си направам нешто од мој омилен карактер. И почнав да изработувам. Не знаев да шијам, ништо не знаев да правам. Нормално, моите дома и ми реков, морате да ми помогнете со ова. Мајка ми помогна со шиење, не знаев да шијам. Прв пат се научив тогаш да шијам и од тогаш секоја година само почнав за 1 април да правам. После 2-3 години дознав дека има веќе цел комјунити кај нас, што има луѓе што изработуваат костими и така се вклучив и јас во тоа и така се продолжи. Колку е развиена оваа култура во Македонија? Колку истомисленици имаш во група со кои што разменувате? Има доста, не премногу. Имавме исто порано поголем комјунити за косплей, па еве сите пораснаа, да речам, и веќе не ги интересира толку да изработуваат костими, ама еве сега има и нови генерации што се доста уклучени во косплеот и гледам дека изработуваат и мене посебно ми пишуваат за да им дадам совет како да изработат работи, како да од каде да купат материјали, што
искрено Веројатно и да нарачаат со оглед на тоа дека си изработуваш. Не, од кај нас не. Јас не работам изработуваш? со странство. Аха. Многу ретко во Македонија изработувам костими, ама тука сум секогаш да помогнам на било кој што сака да изработи нешто. Сега, јас, например, конкретно слушнав за косплей пред 2 години, така, нешто на еден настан поврзан со гейминг и така натаму, веројатно така и ве поврзуваат, нели, со тие настани. Гейминг културата полека се развива одлично е сето тоа, а и со тоа и косплејот во Македонија. Интересното е што сега веќе повеќе се залагаат луѓе да прават нови настани, каде што ќе има косплей надпревари и тоа им дава мотивација на сите да си направат костими, да дојдат на надпревар, ама исто така е многу добро затоа што се запознаваме со други луѓе што истото го сакаат и си имаме контакти и се дружиме и се поддржуваме меѓусебно. Каква е конкуренцијата на тие настани? Еве неколку ќе наброиме какви Конкуренција, сега не би рекла, не сакам Па да кажам. сепак е конкуренција, да, костум добра со костум. конкуренција е, ама мислам дека еве вака повеќето што долго време изработуваме и сме веќе влезени во тоа поле, не се гледаме како конкуренција, само си се поддржуваме меѓусебно и тоа е најбитно. Не сакам никогаш да биде еве сега она е подобра, јас сум подобра. Не ми се свиѓа тоа да го Добро, зборам но како дали Да има- напоменеме дека во Белград пред 2 недели Да. го освои првото место на еден надпревар за Ивана косплей. Костадиновик, не Ива, така? Ivy Gul исто е потпишано на Инстаграм. Беше да не представува нас во косплей надпреварот на Urusai Convention. Она зема прво место за Ultimate Cosplay Championship. Она фотографија која што реков Да, да на запазат, Балканот. ќе ми ја потенцирам на гледачите пак кога ќе се појави. Да, она победи прво место, не репрезентираше нас и многу сме горди на неа, затоа што мислам, добро, ние сме можеби најдобри на Балканот. Така, тоа е, како да збориме- како котираме не, ние добро. со успешни Се костуми, шалам, а? се шалам. Конкурентни сме? Конкурентни сме, Е, тоа е многу дефинитивно. битно. И јас сум многу среќна за тоа дека има многу луѓе што кај нас многу добро изработуваат костими. А кога работиш костими за клиенти од различни земји, како што напомена, колку имаш слобода ти, а колку мораш да се држиш до нивната визија? Зависи, многу е различно. Обично некои бараат нормално измени. Ако не може нешто да се изработи точно 100% како што треба, нормално разговараме за тоа. Ако сакаат да се направат промени, ќе се направат промени. Ама јас гледам да биде 100% изработено како што треба. Кажи ми, предизвикот кај тебе што е? Да се изработи костумот или да се носи? Каде Да се ти е изработи. поголем жар? Да се изработи. Да се Дефинитивно. изработи. Тоа ми е мене што најмногу ми се И свија. колку време зема, да речеме, изработка на, еве, например, ваков костум кој што го носиш? Јас за мене кога ги правам костимите, не ги правам да се 100% перфектни нормално. Ова ми Затоа што не си требаше наоѓаш мани. си ги Да. наоѓам Или си маните, ги не така криеш, да е. да. Ама знам дека нема некој друг толку Да. да го гледа од блиску и да биде Нормално, не ти е добро да. изработено. Овој ми требаше 3-4 дена да го изработам само. О, браво. Да. Браво, Ама кога браво, работам за нарачки, па по месец дена работам, затоа што гледам најдобро да изработам што На треба. секој детал Да. внимаваш, предпоставувам. Добро, покрај косплей костими, да спомена дека изработуваш ти друг тип на костими. Например, еве јас сум растела со цртаните на Дизни. И јас ако сакам некогаш прошла за да себе. да се Ако сака да се маскирам за појави 1 народен ден април, како- еве ако имаме ние утринска за емисија на овој костум 1 април, зборувавме. сакам костим да бидам Само од... да се надоврземе, ова е костумот кој што го зборавме и освои нели прва награда. Одлично, Да, одлично. бива. Така, Добро. дали изработуваш друг тип на костими ми беше прашањето. Да, све. Така? Значи, било што, видеоигри, Нема осветови, граница. аниме, Дизни, што било. Има и, ако сака некој специфичен свој дизајн да се изработи, јас ќе го изработам тоа. Нема тука граница што може да се направи, а што не може. Све спаѓа тоа под костими, под косплей. Нема Одлично. граници во креативноста, Ти така. благодариме многу. Ви благодарам и на вас. Навистина ни беше интересно на нас, верувам и на нашите гледачи, го предизвикавме вниманието, нели? А со тоа и малку повеќе ги информиравме за Да, косплеј се во надевам дека Македонија. ќе има уште луѓе што ќе ги инспирираме за да изработуваат костими понатака и да се оформува уште поголемо комјунити во нашата држава. Така е, може да те најдат на социјалните мрежи и нели да воспостават контакт слободно. Ива, ти благодарам многу за Благодарам двојното и на време. вас. Да се видиме пак кога ќе зборуваме за некои следни успеси кога ете во прашање косплей културата. Фала ви многу. Фала ти.